Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Случајот со апелациониот судија не е исклучок, туку симптом на судската власт. Симптом на корумпиран судски систем во кој никој повеќе не верува. 350.000 евра во Куински ѕид под плочка. Не во сеф, не во банка, туку во ѕид. Добар плочкар, утврдена тарифа или семејна заштеда. Со доверба помала од 2% во судството. Не се поставува прашањето дали има корупција, туку дали остана нешто што не е корумпирано. Уште колку судии го знаат истиот плочкар, колку чини еден добар плочкар. Тоа е она што ве прашуваме денес во црвена линија, почитувани. Секој еден од вас кој што ќе сака да се вклучи во ова денешно издание, доволно да го завртите нашиот број 02 307 0005 и верувам дека секој еден од вас денес ќе даде одговор на прашањето уште колку судии според вас го знаат истиот плочкар, колку чини еден добар плочкар. А кога сме кај прашањата, редовно секојдневно црвена линија објавува и анкети. Каде можете да учествувате во анкетите се разбира на Инстаграм. Токму од таа причина ве потсетувам, ако не следите во овој момент, да го заследите профилот на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Кликнете што поскоро на Инстаграм стори и дадете одговор на ова прашање. Дали случајот Ристов е почеток на под А расчистување во судството или под Б театар за јавноста? Кликнете на секако полето кој што го содржи вашиот одговор, но ве потсетувам, добре дојдени сте, особено да се вклучите во живо во ова денешно издание на црвена линија. Повртењето на телефонскиот број 02-307-0005. Не заборавајте и веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот. Не користете интерфон при вклучувањето и секако не спикерфон. А во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Марија Митевска, потоа почнуваме со вас. Пронајдените 350.000 евра се на осомничениот судија Ѓоко Ристов, а не на неговите родители, возврати обвинителството на тврдењата на неговата одбрана. Созиданите илјадници евра беа пронајдени во куќата на родителите на Ристов во Неготино, а апелациониот судија се гони за противправно стекнување и прикривање на имот, како и перење на пари. Обвинителката која го води случајот, Искра Хаджи Василева, на брифинг со новинарите, информираше дека најпрвен били извршени 3 претреси, за потоа во последниот во ЗИД со различни плочки при нивно кршење, од дупката почнале да паѓаат парите. На претресот биле присутни членови на семејството, но не и Ристов. Немале дојава дека таму се парите, туку до сомнежот стигнале врз основа на оперативни сознанија. Таа одбрана која беше дадена и во обвинителството и во судот не убеди, ниту се чини кредибилна, наспроти она што ние го имаме како доказ, односно случувањата на самиот претрес, вербалните докази и начинот на кој се најдени и чувани. Одбраната дека парите се од родителите и од земјоделие мене не ме убеди. Истрагата продолжува. Обвинителката додаде дека парите се уште не се поврзани конкретно со некој подкуп, ниту сакаше да шпекулира за колку предмети имаат сомнеж дека судијата бил инволвиран во незаконски дејствија. Првите сознанија за вакво нешто ги добиле пред 1 година, а контурите почнале да се исцртуваат со општењето на адвокатот и поранашен државен правобранител Фехми Стафа, кој како бранител на бегалецот Љупчо Пецов Ѓаволот му зел 50.000 евра за да му среди и подмити апелационен судија за замена на затворскиот притвор со домашен. Стафа беше фатен со 30.000 евра во рака, а 20.000 веќе биле претходно дадени. Не тврдиме дека парите стигнале до судијата. Има сомнеж дека таму требале да завршат. Ни Стафа, ни Ристов биле под посебни истражни мерки. Љупчо Пецов Ѓаволот веќе бил сослушан во обвинителството. Родителите на Ристов допрва ќе бидат повикани. Парите со банкноти од по 500 и 200 евра не биле никаде пријавени, а судијата се сомнечи за перење на пари, бидејќи во тоа кривично дело спаѓаат и средства незаконски стекнати и сокриени. Од на судии соопштија дека очекуваат истрагата да биде спроведена темелно, прецизно и без селективност со целосна почит кон законските процедури и утврдување на сите релевантни факти и околности. Во случај на докажана корупција, Сдруженијето на судии јасно и недвосмислено се оградува од секој корумпиран судија или носител на судска функција, кој со своето незаконско постапување го нарушува угледот и интегритетот на судскиот систем. Ристов е во куќен притвор и му одземен пасошот, откако остана и без судскиот имунитет.
Почитувани, сега е време вас да ве вклучиме, вас да ве слушнеме во ова ново издание на Црвена линија. Колку чини според вас еден добар плочкар и еве секако сакаме од вас да слушнеме дали според вас и случајот Ристов е почеток на расчистување во судството или театар за јавноста. Не заборавајте, вртете го нашиот број 023070005, намалете го секогаш тонот на ТВ приемникот и не користете интерфон и спикерфон. А доколку ви е полесно или едноставно не можете да не добиете, има простор каде можете да учествувате во Црвена линија. Секако се што ви треба е Facebook, профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Темите ги објавуваме паралелно на двата профила, веќе пристигнуваат коментари, бидете активни таму, а нешто подоцна секако ќе ги читаме и коментарите, односно вашите одговори. Сега да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден. Добар ден, моментално сум на линија? Да, намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Сега. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас имам замерка за судиите. Од 2004 година мене малолетниот го судија, малолетен направил сообраќајка со полицијата, смена колата и дала друга кола. Ме слушате? Ама внимателно, во однос еве на последниве случувања, темата. Па на седниот и сега му бараа пари, после 22 години, извршителот му бара пари. Е темата. Добро. Значи, после 22 години. Сообраќајката, а прам јас, Сане Милошевски се викам. А прам сообраќајката. Го гонат син ми на 14 години што е. Па добро, еве, дали случајот Ристов според вас еве можеби почеток на расчистување во судството или театар за јавност? Извршителот му зема парите, која е јавност? Ама не ме слушате што ве прашувам. Да, кажи. Според вас дали случајот Ристов е расчистување во судството или пак театар за јавност? Уште поќе корумпирани. Уште поќе се корумпирани и не можеш до судството да се прибериш. Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Со вас и ја започнуваме оваа дискусија. Еве, практично можевте да видите, почитувани, зошто е важно веднаш од кога ќе ве превземе режијата да го намалите тонот на телевизорот. Бидејќи нема добро да се слушнеме, ќе имате впечаток дека можеби некој друг зборува наместо вас, тоа неретко се случува, или дека воопшто не сте вклучени, дека не ве слушам. А ние ве слушаме. Добар ден. Ало, добар ден. Еве, според вас, колку чини еден добар плочкар? Еден добар Плочкар. плочкар? Па, зависи од квадратурата колку чини. Така, еве, случајот Ристов е семејна заштета или перење пари? Па, све е фатено, а сичето со 750.000 евра од Срđan Ќерин, тоа Ама ве слушаме, продолжете, ви врват секундите. Тоа овие се малку пари за неговите. Зошто тој случај него судството него процесуираше? Добро, еве, како ви се чини? Дали во случајот Ристов станува збор за семејна заштеда или перење пари? Прво, што мислите вие лично? Па све е тука, малку има можда заштеда, малку има перење пари, све помалку е собрано тука. И човекот си и нема ништо од тоа да биде. Со добра одбрана човекот нема да одговара ништо. Според вас уште колку суди го знаат истиот плочкар? Суди цело судство е. Цело јавно обвинителство, све е тоа апашана. Добро, и дали еве случајот Ристов за вас е почеток на расчистување на работите во судството или театар за јавност? Ништо, театар ја саѓам. Благодарам за вашите одговори и секако за учеството во Црвена линија, секако продолжете и понатаму да не следите. Јас ве потсетувам, бидете активни и на Facebook во овој момент, пишувајте одговори прашањето, барем таму и веќе ви покажеме уште еднаш како изгледаме на Facebook.
Прашуваме колку чини еден добар плочкар и дали ви се чини дека повеќе суди го имаат бројот од истиот плочкар, дали случајот Ристов и пронајдените пари се семејна заштеда според вас или пак случај на перење пари. Добар ден. Добар ден. Повелете, веќе слушаме. Благодарам. Прво и основно. Колку чини добар плочкар? За судите, веројатно без пари. За нас по 15 евро од квадрат, обичните смртници. Второ, дали се заштеди? Па со честна работа ни еден македонец не може да заштеди 350.000 евра. Мислам, честно ако работи, не може да заштеди. Дали ова почеток на нешто? Не мислам. Мислам дека е театар за јавноста и жалосно, ама државата ни тоне. Во жив песок сме и се чини дека излез нема. А има според вас колку суди го знаат истиот плочкар? Па веројатно околу 80-90% од сите суди и обвинители, судство генерално, од најнискиот ранг од портир, па до судија веројатно едно 90%. Според мен. Поздрав. Благодарам. Нешто покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. Секако останете со црвена линија. Ве потсетувам, бидете активни и на Facebook, бидејќи наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите. Пред да преминеме на нов гледач или може би гледачка, да ве потсетам не само во однос на овој случај, туку и во однос на тоа што сакате да бидете информирани дали од случувања од регионот, вести од светот, во земјава. Не заборавајте редовно да кликате на telma.com.mk. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден, па еве да ве слушнеме. Председател. Се јавувам од Неготино, родниот град на судијата Ристов. Така, па еве ви се чини дека ова семејна заштеда или перење пари? Ова е перење на пари. Неговите родители се работници. Мајка му чистачка во Гоце Делчев. Седат до Кишковото Гоце Делчев. Од каде тоа 350.000 евра? Цела куќа да му се сруши. Привидејќи не само тие пари, има и други пари. Од каде тие пари? Од Бразда нема газ, од земјоделие. Они ништо не работат, неговите родители. Според вас еве колку чини еден добар плочкар во Неготино? Еден добар плочкар ли? Да, плочкар во Неготино колку чини? Без пари. Без пари, а уште колку суди еве според вас го познаваат истиот плочкар? Сите темелно да се изчистат и треба да му се изврши на сите ревизија во домовите на нивните родители. Тој е поврзан со судиите во Неготино, во Кабадарци, во Желес и се тотално да се изврши чистка. Напишеш ли жалба до апелација, тој ти одговора, магистар Ѓоко Ристов, и се ти одговора, и се ги подкрепува судиите од Неготино, од Кавадарци, од Велес, од Гемкели. Он е јак, никој ништо не му може. Преку него се оде. И станевите да му се одземат. И у Неготино купи стан во декември. Благодарам многу за учеството во црвена линија. Продолжете да не гледате и секако една напомена, почитувани, доколку ви се чини дека оние 90 секунди кои се предвидени во црвена линија за едно вклучување ви се премалку и не ви се доволни, секогаш сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број. Да ве слушаме еве понатаму, колку чини еден добар плочкар? Дали сметате дека она што е пронајдено во домот на родителите кај судијата Ристов е семејна заштеда или перење пари? И еве дали со овој случај всушност гледате почеток на расчистување на работите во судството или театар за јавност? Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Поздрав до вас, господине Живко, ве слушаме, повелете. Иако успешно во тркалото ве добивам, ама не е важно, може не мора јас да бидам. Случајот Ристов, да се вратам на тема. Видите вака. По моје мислење, ако некого го патиш на лице место, би одговарал. Ова или беше намерно, не одам партиски да бранам некого, или му го има фрлено пико.
па и јас може имам, дај Боже да имам 350.000 евра. Еве се појавува родителите имале гости, ово она. Може јас му ги дадов на чување. Колку секој во куќите има, да речеме, приватни па слика е обесена, кај што сум гледал, може би на Фейсбук, може по пријателјот и во банките нема довер. И од сето обаче види лук и вода. Ние го гледавме Мијалков со толков капитал, па никој не му беше достапен да го суди да стори. И... Значи, знаете како, не велам дека не украл, ама без на лице место патен ти не можеш да судиш. Може јас му дадов парите да чува дома. Моите не јас му и дадов да ми чува тој. А име според вас уште колку суди го познаваат истиот плочкар? Не ве разбрав многу, али... Уште колку суди го познаваат истиот плочкар според вас? Добро, благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Останете со нас. А ние продолжуваме со вас. И на 02-307-005 денес ве прашуваме. Случај Ристов, дали според вас пронајдена семејна заштеда или пак случајот едноставно перење пари? Колку чини еден добар плочкар и секако, еве според вас, уште колку суди го познаваат истиот плочкар? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ден, среќен и убав ден. Убав ден и вам секако. Повелете, ве слушаме. Тина, во нашето судство, не само во судството, во сите државни институции, кај да бркниш, се е корумпирано. Се е за пусти црни пари немачени. Секој еден судија може да се издвоат 10% дека се честни. Другото е се нечестно, злобно за пари. Значи, тој што краде кај нас, тој што навредува, тој го унапредуваат, оде напред, повише и повише да украде. Тој што е способен, настрана ќе стое. Дали си вишла или си чула некој пат да има судија, извршител, обвинител, да оде во друга држава да работи таа работа? Не. Само во Македонија е медот. Тука се лиже се живо. Не отиде некој у странство да биде судија или јавен обвинител. Таму се знае што го чека. Кај нас никој не одговарал, нема и вие да одговара. Никој не одговарал. Значи 99% се е корумпирано. Земи му и парите на човек, нема да лежи в затвор. Земи му и парите, ти ќе бидиш. Благодарам и вам за одговорите и учеството во Црвена линија. Почитувани, внимавајте на тајмерот. Ете така ни е предвидено секој едно јавување временски да изнесува 90 секунди, затоа и го објавуваме тајмерот на екраните, но секогаш сте добре дојдени и повторно да се вклучите. Ве потсетувам да го заследите профилот на Тилма телевизија на Facebook. Црвена линија таму ја објавува темата, како и ова денес, така и секоја една. Но еве задржете го вниманието секако на профилот и на Веста, каде што насловот е некредибилна одбраната дека пронајдените 350.000 евра не се на судијата Ристов. Има многу коментари, па еве ќе продолжиме со она што го напиша Бобан Цветковски. Вели, аматеризам, плочките биле различни. Бил паметен толку пари да собере, а се стиснал и не довел добар плочкар. Црвена линија денес ве прашува колку чини според вас еден добар плочкар и уште колку суди го познаваат истиот овој плочкар. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Вака сега, де само наслово да го видам, може? Сакате на Црвена линија или насловот на... Така, случај Ристов семене заштеда, вака сега, или перење пари. Добро. Сега тоа семене заштеда е добро, а или крадење пари, че да пишете. Оти на некој не му е јасно перење, нарочито старите луѓе перење пари, не знаат што е перење пари. Вака сега, јас што е, значи, сум од районот на Неготино.
Лозија сум работел 40 години. 40 години просек по 35.000 кила годишно. Од тие 35.000 кила годишно, 70% имаш мастрав, трошок. Се замисли, со 30% дали можеш да проживееш, да речеме, со 9.000 кила, еве сега по најново, да речеме, малку покажена цената, дали можеш да проживееш годишно со 2.500 евра пари. Толку ти се чисти пари. Пази, значи на 35.000 килограма ти се 2.500 чисти пари. Како може да проживее човек и да собере 350.000 евра од Лозија, пошто јас знаеме ние фамилијата тука кои се луѓето и како се, и дури генерација ми е судијата, он е неготинец. Така да, тоа... Многу ми е жал, но ете такво е правилото, 90 секунди трае вклучувањето на вас, почитувани. Голема благодарност за гледачот кој што зема активно учество во Црвена линија и го охрабрувам, верувам дека што поскоро уште во ова издание повторно ќе се вклучи во новите 90 секунди, секако ќе се надополни и доискаже. Ние продолжуваме со вас. Продолжете и со опишување коментари. За многу кусо време ќе почнеме со читање на истите. Добар ден или слободно да речам веќе добро вечер. И добар ден и добро вечер. Добро, еве во Црвена линија сте. Повелете, ве слушаме. Дали сум јас во програма? Да, ве слушаме, еве. Ви се чини дека станува збор за семејна заштеда или перење пари, или гледачот рече крадење пари? Гласот, тоа ме буни. Еве, два пати го исполнувам, ама има фонија, затоа се бунам, извинете. Па знаете, во нашава држава и едното може да го земеме за радостојно и другото. Ништо чудно да е семејна заштеда. Затоа што има земјоделци, успешни, кои знаат како се произведува, кои знаат на кој пазар да го продадат и кои знаат како да заштедат пари. Сме виделе емисии земјоделски каде што имаат вистина имот заработен од земјоделие. И сега тоа најдобро може да кажат соседите на неговите родители таму во Неготино. Затоа што тие знаат неговите родители што произведуваат, колку хектари или не знам земја, обем, дали одат на странски пазар со земјоделски производи, дали се успешни земјоделци или тоа е само, како што би рекле, перење на пари. Тие најбо може да кажат. Комшиите на неговите родители, а и колегите на Дадениов, господин Ристов. И тие може да кажат. А треба да се каже и на кој предмети тој ги чувал. Чие име? За кое име биле тие судења? Затоа што некои медиуми не ги кажуваат, само еден спомнуваат и... Благодарам и вам за учеството и јас секако ќе спомнам уште еднаш, само ве молам внимавајте на тајмерот 90 секунди, но ако еве навистина не се доволни, траеме се уште, добре дојдени сте секој ден од вас повторно и повторно да се вклучите во Црвена линија. Ве носам на профилот на Црвена линија на Facebook. Прашањето е колку чини еден добар плочкар. Еве што напиша Фипката Николовски. Сета среќа што само тие 350.000 му ги пронашле. А Нада Спасова напишала има институции, нека си ја завршат работата. Па, добро вечер. Ало. Ајде, господине Лупчо, како ви изгледа случајот Ристов? Семејна заштеда, пирење пари? Театарот кој ќе заврши со уште еден предмет на кој државата ќе плаќа оштета. Тоа го гледам уште по самата изјава на обвинителката. Не сме убедени дека парите завршиле кај судијата. Па тоа што победувате по стапка ако не сте убедени, сакам да прашам обвинителката. Ако сакала државата овој судија да го апси, ќе го апсила пред 2 месеца, кога го апси адвокатот. Ќе дозволеше акцијата да продолжи, адвокатот да му ги даде парите и тогаш ќе ги запсеа. Оние прекина акцијата. И знаете што да вие зборите за плочкар. Ама заборавате дека овој народ знае и во шише да носи пари. Да крие пари. Да не речем, за тоа никој не разговара, милече, земете, цел свет ќе ги осуди тие митаджиите, ама кај нас нема дело. Се сеќавате за Маđар Телеком и да не спомнувам уште некои други предмети. Сега, знаете, овие суди ги имат тие таквите предмети во тефтерчето,
Па така да можат многу лесно да кажат да пропеат еден ден ако им дојде јамката околу вратот. И ја мислам така овој случај ќе се заташка. Иначе ако правите некоја емисија за криминал во судството, ви стојам на располагање со документи да ви кажам како реагира обвинител, кој ќе му поставите директно прашање што треба да провери во предметот за да го најде митото. Сегеде, меѓутоа ќе ви дадете на потврда, не се гони по службена должност 353 со здравје пријем. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Бидете активни на Facebook, го повторувам ова, може би некој од вас малку подоцна се вклучивте во Црвена линија. Инаку, ние подсетуваме дека денес во Црвена линија ве прашуваме околу случајот Ристов, дали ви се чини дека она што е пронајдено како задзидано во кујната е семејна заштета или станува збор за случај на перење пари. Или, како што рече некој од гледачите, крадење пари. Значи, еве, ова е дискусија, отворени сме и секако секој еден од вас е добре дојден исто и да ни каже колку чини според вас еден добар плочкар и дали уште други суди го знаат истиот плочкар. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Ве молам, намалите го тонот на телевизорот веднаш. Одма и тоа на тело. Свака се, тоа е ни понапред, ни поназад, ни онака, ни вака. Мижи татара да не си кажуваме да играме, тоа е супер арамилук. Оригинал кражба. Ама кражба со знаење од газдата. Тука што може, кој е оштетен тука? Се жали некој оштетен? Па што го терета човекот? Не треба да го терета, по моје. Тоти не е оштетен тој државата. Зем, пари од некој што му дал. Сега зошто му дал, како му дал, таму да се терат треба работава, да се открија зошто се тие пари заедни и кој зло е направено со тие пари. Дали правдата не е задоволена или искривување на правдата, тука треба да има одговорност. А иначе, тоа е нормална работа. Ако не му даеш на некој, нема да те заштити. Јас по моје така е, а сега... Ајде, по ваше уште колку суди го познаваат истиот плочкар? Од човек на човек се преметнува, може да го познаваат сите горе-долу. А тој плочкар е, значи, за да загради, за да заштити, да не паѓа вода, лепило да клаи добро, тоа не е како да биде плочкар, тоа е. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму со вас и секако ве потсетуваме да кликате на tilma.com.mk. Она што ви треба е следниот наслов, односно не е кредибилна одбраната дека пронајдените 350.000 евра не се на судијата Ристов. Ние ве прашуваме целиот овој случај како ви изгледа, она што го пронајдоа е според вас едноставно семејна заштеда или случај на перење пари. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Тина ве поздравувам од Битола. Поздрав до битолчани преку вас. Ви благодарам. Јас ова го сметам веќе врв над врвовите. Значи, ова стана катастрофа. Катастрофа. Ова не може да биде семејна заштеда, ова е перење пари. Зошто семејна заштеда би се криела во зид? Зошто во зид да се замаскираат парите? Нема потреба, значи тие се криеле. И такви плочкари ги има милион. И ние во Битоло се познаваме сите. Верувајте дека сите овие студии, работи, тие се најбогатите луѓе низ Битола, една таква класа на луѓе, толку арогантни, толку богати, дома со слуги живеат како во минатото со робови, верувајте. Битола е, мислам, град побал, ние сите се знаеме.
И не може мене никој да ми мачка очите дека овај заштеди лолку пари, па што сака дека види. Уште кузе колку има плочкари таму што ределе плочки и да колку зидои и колку треба да се најдат. Ова така ќе се заташка како сите случаеви, додека нема казнување, додека нема, како во Кореја. Земи го на площад, па да видиме дали некој ќе покуша ова да го работи. Ова земја пропадна, што е ова? Секој втор кради, сега и секој прв. Овде нема некоја правда, ова е чудо невидено. Благодарам многу. И сега кога има дел од коментарите кои што пристигаат и под објавата на последната вест, насловот пред малку ви го прочитав. Сега кога овие коментари можете да ги видите на профилот на Телма телевизија, па еве што напиша Бацо хирургу, предпоставувам, вели охо, уште колку финти сега ќе кажете ќе направите, односно ова е коментар на тоа дека не е кредибилна одбраната, дека пронајдените 350.000 евра не се на судијата Ристов. А Туркан и Биши шеговино напишал мој се, а на ова Кирец Чаушевски му напишал јас сум сведок да ти ги вратат парите. Па, почитувани, како ви се чини околу случајот Ристов? Дали станува збор за семејна заштеда или едноставно случај за перење пари? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Не знам што се случи во моментот, вака сега. Јас се надевам дека оние кои што подосна се вклучивте, ќе го почитувате особено техничкото правило на црвена линија. Штом ве превземат од режија, намалувајте го целосно тонот на телевизорот, не користете интерфон, спикерфон, ништо од тоа. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. На црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, ајде да кажеме правата вистина. Случајот Ристов, семејна заштеда или перење пари. Јас овдека ќе речам, прво е многу рано да коментираме какви се, значи, како се стекнати тие пари, дали се стварно од семејна работа, не знаеме со каков имот располагаат родителите негови. Ние не знаеме колку години судијата работи како судија, имал голема плата и сето тоа. А дали нема право некој да заработи пари? Меѓутоа, не е во ред да ги чува дома. Не е во ред да бидат, што се вика, зазидани некаде или нешто. Меѓутоа, пак тоа е резултат на тоа што, значи, ние немаме поверење во системот. Системот не ги... Еве ќе ви кажам еден пример. Како да имам поверење во системот кога, речеме, даваат камата само на средства орочени. Ево, имам пријатели кои имаат по повеќе од 1.000.000 денари на сметка, воопшто не му даваат повидување камата. А на некој начин мора да ги чуваат, че ги чуваат дома, за да не ги бидат, значи, на отворено. Човекот ги зазира, се дали таткото, дали тој ги зазира, ние не може да кажеме, но тие се на некој начин негови, се додека не се докаже, значи, на суд, дали стварно се тие земени на нечестен начин или неговите родители ги... Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Еве што напиша на прашањето на Фејсбук, колку чини еден добар плочкар, а тоа ве прашуваме сега кој во живо. Валентин Миладиновски напишала 350.000 евра квадрат. А Лидија Ангелковска напишала, ако е семејна заштеда, зошто ја зидале? Може родителите ги кријат парите од детето. Почитувани, да ве слушнеме. Ви се чини ли дека станува збор за семејна заштеда или случај на перење пари? Дали ви се чини дека ова е почеток на расчистување на работите во судството или едноставно театар за јавноста? Уште колку суди го познаваат истиот плочкар според вас? Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме. Добро вечер. Повелете. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Дали е заштеда? Па ја мислам дека кај нас,
ваква заштита да направи некој, значи стварно треба да работи негде честно, поштено. И ако е честно, поштено заработено, значи ќе си чува честно, поштено у банка. Нема потреба да ги крие парите во зидови или што ти ја знам. Значи и неговите родители треба да се испита од каде па тие родителите, јас имам родители па толку пари, значи не стекнале у животот. И ние сите што се вика нашите родители знаеме како може да се стекне со една просечна плата или и колку пари може да се стекне. Според вас уште колку, се извинувам, според вас уште колку судии го познаваат истиот Плочкар? Уште многу има. Уште многу и затоа ни судството вакво како што е. Се тераат случаеви од 5 по 5 години обични случаеви заради тоа мито што зема. Значи, мора да прими од некого, поврзани се со адвокати, поврзани се со разни клапи, затоа немаме судство во Македонија. Малку подлабоко треба уште да се влези државата да ги дорастури овие ваквите. Не им е место таму. Значи, местото се знае за ваквите кајци. Благодарам и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Имаме неверојатно голема активност. Драго ми е поради тоа. Продолжете, пишувајте. А име што напиша Јован Бојчевиќ. Циркус држава, вакви корумпирани во судство и обвинителство 90%. Арами. Драган Зогравски. Дефинитивно се е корумпирано. Уште пак во сите такви случаи како филата правосудна веднаш трча со соопштение да не се ставаат сите во ист кош. Со рейтинг 2%, ни толку. Ајде, суди, обвинители, адвокати, кој од вас прв ке фрли камен? Благодарности до Јован и до Драган за коментарите, да ве слушнеме вас. Добро вечер. Верувам дека повртењето на нашиот број, подсетувам 023070005, го намалувате целосно и тонот на телевизорот и уште поважно не користите интерфони и спикерфон за комуникација. Значи, вклучувањето треба да се одвива стрикно преку телефонска слушалка. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Се надевам дека не се блокирани линиите, но како и да е, секако активноста е голема и на Facebook. Сега ќе прочитам уште еден секако коментар. Донка Чапова напишала: кога би имала толку пари, јас лично ќе станам плочкар. Поздрав до вас, господја Донка, благодарам за коментарот. Добро вечер. Добро вечер, јас сум повторно. Секако повелете. Ме провоцира сликата што давате и вие и денеска на други медиуми. Мене тоа не ми личи дека плочкар го правил. Таму ја не гледам плочки во околината, каде има плочки? Во кујната е... Да, меѓутоа нема плочки, а тоа и судиката го кажа. Ако имало плочки, ќе се гледа во Добро, околината. Добро, кажете ми, мислам дека ви е јасно што ве прашуваме. Доискажете се дали сметате дека ова е почеток на расчистување на работите во судството или пак... Не. Театр? Не е почеток. Затоа што овде не се работи за судството, овде се работи за мито и корупција. Треба да одговара и тој што ги дал парите, ако се тие. Меѓутоа, оваа слика нема врска со плочки. Нека не земаат плочкари во уста, се може ова е периферно нешто, меѓутоа таму се гледа кај зид, па не да е укујна, ако сака и у подрум нека е. Па добро е нека е зидар, поентата е метафорично, мислам дека добро не разбирате. Ако е зидарот ќе даде тајната, значи ние не зборуваме за плочкари зидар. Тоа си го правеле они, очигледно. Меѓутоа, тоа овде некој ги издал луѓево. Ама какви се парите, јас не можам да знам. Тоа ќе си кажат институциите. Дали се перење на пари или се заштедени пари. Ние вака не можеме да кажеме, ко граѓани. Верувате ли дека ќе се расчисти? Судиката не држи вода, да ви кажам. Верувате дека ќе се расчисти случајот, се извинувам. Така, добро, благодарам за гледачката, а еве уште еден секако од многуте коментари кои што
пристигнуваат. Ова интересно, вели, родителите ги криеле парите од синот, судија да не им ги украде. Се е наместено, кој знае во позадина што се случува, само да се зама и јавноста. Почитувани, одиме со реклами по рекламите и резултатите од Инстаграм анкетата. Почитувани по рекламите, сега да погледнеме како одговорија на денешната анкета оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, секако заследете не. Па, еве, прашањето за денес беше дали случајот Ристов е почеток под А на расчистување во судството или пак под Б театар за јавноста. Еве како се одговори. Под А на расчистување во судството 14%, а под Б театар за јавноста 86%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре нов предизвик, нова тема. Не заборавајте да секогаш кликате и на telma.com.mk. Ние се гледаме утре во стандардното време за Црвена линија. Довидување.